Централно издание на Дневникот на К1 телевизија. Добро вечер. Време е да ги проследиме најновите настани и избиднувања од Велес, регионот Македонија и светот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Останете со нас. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат. Ново противпожарно возило и пожарникарска опрема ќе добие територијалната противпожарна единица Велес. Се одбележаа 75 години од штрајкот на велешките гимназијалци против бугарскиот окупаторски режим. Расте поддршката за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Велешани повторно во масовен број излегува низ велешките улици, марширајќи против тиранската платформа. Граѓаните бараат јасно и недвосмислено повлекување на обидите за редефинирање на Македонија и отфрлање на платформата. Граѓаните секојдневно испраќаат порака дека сакаат заедничка Македонија, а не двојазична и бинационална земја на патот кон федерализација. Мирните протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат. И денес сме на улица во 31 град во земјава, да не видат и да не слушнат колку сме, да видат и слушнат дека овој пат народот ќе победи и народот на Македонија ќе им каже не за декларации на платформи потпишани на зелени маси во туѓи држави, порача од предспоменикот на Панко Врашнаров Славе Радевски. Граѓанската иницијатива ќе им покаже не на домашни крвопийци и душмани. Граѓанската иницијатива е иницијатива на сите граѓани на Македонија и на македонци и на сите етникуми кои живеат во неа. Ве замолувам од оваа говорница и млади и стари и сите етнички групи, освестете се! Пред присутните граѓани се обрати и Благој Кочов од Сдруженијето на пензионери. Тој порача дека сака да си ја задржи својата единствена Македонија. Ние немаме друга држава, но тиранската платформа е голема опасност да ја изгубиме и оваа. Денес од Велес, по 13 пат, од Велес му порачуваме на Зоран Заев да ја отфрли оваа платформа која е противуставна и длабоко ја подкопува унитарноста на нашата држава. Тој, цитирајќи го Петре М. Андреевски, порача дека македонскиот народ сака мир и соживот со сите. Пред коњаникот на илинденците се обрати Селма Амедовска, која истакна дека граѓаните се собрани да кажат дека се против прифаќањето на платформата на Еди Рама. Од овде, од Велес, од срцето на Република Македонија, ние, припадниците на турската заедница, велиме не за тиранската платформа, затоа што за некои прашања, за државни и национални прашања нема место за пазарење. Ние сакаме да ја градиме мултиетничката држава како што и воедно сите добро живееме. Не сакаме бинационална држава. Бараме јасно и недвосмислено целосно отфрлање на оваа платформа, формирана во Тирана. Порача Амедовска и додаде дека е помината црвената линија, но нема да се дозволи да се помине жолто-црвената линија. Мирните протести продолжуваат се до исполнувањето на целите. И кавадарчани кои се приклучија кон иницијативата за заедничка Македонија побараа политичките партии да се откажат од туѓите платформи кои не се изгласани од граѓаните на Република Македонија. Потенцираат дека имаат едно и единствено барање, а тоа е зачувување на ова парче земја, зачувување на нашиот јазик, нашата нација, за која нашите предци се бореле со години.
И вчера вечер граѓаните на Кавадарци дадоа поддршка на иницијативата за заедничка Македонија, приклучувајќи се на протестниот марш. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија испрати порака до сите политички партии, а најмногу до најголемата опозицијска партија, да не се прифаќаат никакви платформи договорени во други држави, а не изгласани од граѓаните на Република Македонија, рече пред присутните Марија Попова Шандаров, дефектолог. Во Македонија се говори и пишува на македонски јазик, кажал нашиот Гоце Делчев. И затоа, немојте да дозволиме немо да гледаме како ближи денот, да го гледаме најлошото. Злото тивко доаѓа. Вечерва и секоја предходно сведоци сме на мирни погледи, насмевки, има надеж. А на сето тоа само едно – молитва. Тука сме и сме секаде каде чукаат срцата во многовековниот такт со само една иста болка. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија има едно и единствено барање, а тоа е зачувување на ова парче земја, зачувување на нашиот јазик, нашата нација за која нашите предци се бореле со години, нагласи меѓу другото Попова Шандаров во своето обраќање. При тоа таа апелираше дека нема да подлегнат на, како што рече, ниту една манипулација или обид на мала врата да се протнат работи кои албанските партии ги договориле во Тирана, а СДСМ ги прифатила. Оваа земја заслужува да наведнеме глава понизно пред секој за неа згаснат живот. Да утре дојде ден, храбро да ги погледнеме во очи оние кои достоинствено се вратија дома пред 15 години кога плачеше ова небо. Да имаме мирна совест, да ги гушнеме мајките на кои половина души им останаат таму некаде. Да дише ова парче земја, да не завива едно знаме. Рамо до рамо да погледнеме кон мирно сонце и да викнеме храбро во еден глас. Македонија единствена, Македонија вечна! Сакаме да градиме мултиетничка, а не бинационална држава, нагласи Попова Шандаров, повторувајќи дека јасно и недвосмислено бараат целосно да се отфрли платформата направена во Тирана. Рече дека ќе останат на улица се до целосно исполнување на нивните барања. Ново противпожарно теренско возило ќе добие територијалната противпожарна единица Велес, кој ќе се употребува пред се во урбаната средина, но и за шумски пожари. Возилото ќе биде опремено со еден сет за гаснење пожар, ќе носи резервоар со 550 литри вода, а ќе има и една стабилна и 3 рачни радиостаници за комуникација, како и лична заштитна опрема. Возилото ќе биде набавено од страна Центарот за развој на Вардарски плански регион, кој средствата ги обезбеди преку грант од Јапонската амбасада. Нова опрема за територијалната противпожарна единица Велес. Средствата за набавка на возилото ќе обезбеди Центарот за развој на Вардарски плански регион преку проектот од програмата Грант помош на мали проекти од Јапонската амбасада. Вкупниот износ за набавка на новото противпожарно возило, пожарникарска опрема и апарати за комуникација меѓу пожарникарите на територијалната противпожарна единица изнесува 60.442 евра. Ова е уште еден успешно завршена проектна апликација кој Вардарски плански регион во овој конкретен случај со територијалната противпожарна единица го работеше во изминатите 12 месеци. Имаме рок на имплементација од 1 година, но ние сме сигурни дека овој проект го имплементираме и за пократок временски период и ова возило кое е наменето за користење стриктно во урбаните средини на територијата на општина Велес ќе биде на располагање за краток временски период. Добивањето на овој грант е доказ за добрата соработка на единицата за локална самоуправа, Центарот за развој на Вардарски плански регион и Јапонската амбасада. Како локална самоуправа да дадеме поддршка на овој проект, со тоа што со оглед на конфигурацијата на теренот, со оглед на квалитетот на движењето и со оглед на тоа дека е ново возило со сите оние карактеристики и објасни подоцна командирот на противпожарната единица, нашиот разговор дојдовме до заклучок дека најдобро ќе биде да аплицираме за таков вид на противпожарно возило. Целокупната сума заклучена е околу 60.442 евра,
или тоа се 3 милиона и 777.000 денари, од кои што само возилото е негде околу 57.000 евра, додека додатоците негови се 1.382 евра за лична заштитна противпожарна опрема. Ова возило ќе биде од голема помош за територијалната противпожарна единица, рече командирот Лепидовски. Со оглед на специфичната архитектура на општината и тесните улички, големите пожарникарски возила често не се во можност да пристигнат до местото на интервенција и соодветно да делуваат. Ово возило ќе допринесе многу добро наменски, ќе го искористиме и тоа што со него можеме да влеземе во најтесните сокаци на град Велес, каде што можеме да интервенираме со исклучок граѓаните да се јават точно навреме и брзо, за да можеме ние исто да действуваме брзо. Предноста на вие возила се мали, значи може да влезат во сокаците и плюс доторот на вода. Значи во резерварот сега веќе имаме зголем резервар од 500 литра, каде што во тој резервар можеме дотор да доставаме од самите чешми во дворовите на самите граѓани, каде што не можеме да истрошиме вода, заради тоа што има јак притисок и млазницата што ја користиме е доволно распрснувачка за да го спречи ширењето на пожар. Вакво возило веќе има противпожарната единица во Велес и досегашните искуства се многу позитивни, додава Лепидовски. Единствената разлика помеѓу двете возила е тоа што веќе постоечкото има помал резервоар за вода од 350 литри. Првата интервенција направивме во Јаболчиште ки школото и го заправме ширењето на слама до куќата да се прошири на кровната конструкција и беше успешно. Таму бевме за едукација, беше за едукација и превенција, потоа се насочивме, нели имавме интервенција ки Кирил Методи, подвожњакот што е тука до самото школо, скроз догоре се качи возилото и од соседните чешми го дополнувавме и немавме недостаток на вода. Со тоа допринесовме и значи водата се користи 15-20 минути е доволно за да дое следната екипа со поголемо возило каде што го спречуваме ширењето на пожарот. Сепак е практично. Во наредниот период како проект кој треба да ја подобри противпожарната заштита на граѓаните ќе биде поставување на надземни хидранти на улиците во високите градски зони, истакна градоначалникот Шадиев. Завршната сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година и извештајот на оваа општина за минатата година беа едни од најдискутираните точки од дневниот ред на редовната седница на Советот на општина Кавадарци. Во дневникот во 16:30 ја имавме директно Мартина Митков од Кавадарци да погледнеме дел од она што тие го изјавија. Во денешниот ден се одржат 55-та седница на Советот на општина Кавадарци, во кој што ги разгледувавме и усвојувавме завршните сметки на општина Кавадарци и завршните сметки на установите, односно училиштата, културата, институциите од културата, кои што се под надлежност на општина Кавадарци. Во делот на нападите кои што стигна од колегите од опозицијата, односно од Социјалдемократскиот сојуз, ја само че одговарам со една работа. Точно е тоа дека 75% е извршувањето на буџетот на општина Кавадарци во делот на приходниот дел на буџетот и во расходниот дел имаме исто толку извршување на буџетот околу 75%. Јас ќе направам само една паралела или една споредба, бидејќи тука на денешната седница беа спомнати и централната власт, односно мојата партија од која што доаѓам. Сакам да кажам дека во време на владењето една споредба, во време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз, односно од 92 до 98 година и нашето владење, односно на мојата политичка партија на ВМРО ДПМН. Во делот на изградбата на инфраструктура, училишта, музеи, болници, објекти од општ интерес кои што се во делот на општина Кавадарци, имаме 9 пати поголем учинок од спрема нив. Во делот на земјоделието, бидејќи беше спомнато овдека и земјоделието, исто така сакам да направам споредба. Зошто ја правам ова споредба? Бидејќи ние како политичка партија мора со некој да споредиме. Тие се наши политички опоненти и затоа го правам оваа споредба. Во нивно време се издвојува 5 до 7 милиони евра субвенции и тие одеа повеќе за нивни членови. За разлика во времето на владењето на мојата политичка партија, на ВМРО ДПМН, имаме 150 милиона евра субвенции за помош на земјоделците. Околу делот на вработеноста, односно на невработеноста, во нивниот период имавме
невработеност, највисока невработеност од 37,38%. Ова се официјални бројки од статистиката. За разлика од денес, односно владењето кога ја практикува власта ВМРО ДПМН, имаме процент на невработеност под 23%. Со тоа сакам да кажам дека во делот на извршувањето на буџетот, јас не сум задоволен, затоа што сакам да кажам дека можеме уште повеќе, но тоа беа реалните можности. Имавме политички момент, односно случај кој што се пролонгира повеќе од 2 години, од 2,5 години. Имавме најава на избори во април месец 2015, па во јуни, па се одлага во септември, па во декември. И сите тие избори ги кочеа проектите кои што беа поврзани со јавните набавки за при Советот за јавни набавки, односно во делот на изработката на изградбата на инфраструктурни објекти кои што ни беа планирани. Сакам да кажам дека ние како политичка партија не се откажуваме од нашите проекти и идеи кои што ги имавме во програмата во која што наставивме во 2013 година и ќе настојуваме да ги реализираме во целост со помош и на централната власт. Со марш и поетско литературно читање учениците од Велешката гимназија денеска одбележаа 75 години од штрајкот на велешките гимназијалци, кои во 1942 година го дигнале гласот против настава на бугарски јазик и задолжителното носење на црни униформи. Сања Ангелова со деталите. Одбележани се 75 години од штрајкот на велешките гимназијалци, кои во 1942 година го дигнале гласот против настава на бугарски јазик и задолжителното носење на црни униформи. Револтирани од тоа, гимназијалците организирале 3-дневен марш и се спротивставиле против бугарскиот окупаторски режим. Никола Стојанов е еден од учесниците во штрајкот. Се сеќава дека на овој ден, точно пред 75 години, силно се спротивставиле против бугарскиот режим, а 5 од учесниците биле исклучени од наставата. Ние се буневме против тоа, ние се изборувавме на македонски и онда они правеа забелешки на тоа и така дојде до исклучување на 5 ученика, затоа што највише тие што беа највише бунтовни, највише се бунтуваа, разбираш, тие беа 5 исклучени. И сега тоа беше повод да ние организираме штрајк во гимназијата и да извршиме притисак на наставничкиот совет да не ги исклучат овие 5 ученика, него да се останат они така натаму и да они попуштат од тие строги мерки кои ги заведуваа. Штрајкот во гимназијата траел 3 дена, а учениците биле повторно вратени во гимназијата. Овој историски момент не е само значаен за учениците од гимназијата, туку и за целото општество. Да го браниме и негуваме мајчиниот јазик, бидејќи тој е основниот белег на еден народ, рече директорот на гимназијата Славчо Давидковски. Треба да се спречување на фашизација на гимназијата, изборување и одржување на настава на бугарски јазик. Потребата за преземање на конкретни активности за спречување на однавувањето на македонската владина, особено се засилено поднесувањето на нови наставници со голем бугарски и фашистички ставови. Тие преку промишлите организации, брани и бајси се обидувале да ја оттргнат македонската младина од средното движење за образование. Акциите против одделни наставници, што се спречувале со своите бугарски и фашистички ставови, се нижеле една по друга. Особено незадоволство и бунт имало. Со марш и поетско литературно читање учениците од Велешката гимназија го одбележаа денешниот ден. Настанот е во организација на Сојузот на борците од Велес, заедно со гимназијата Кочорацин и општина Велес. Од Општинската организација на СДСМ Кавадарци преку пресконференција бараат од ВМРО ДПМН да престанат да го кочат функционирањето на државата. Вела дека лозарите не можат да си ги добијат субвенциите кои им се неопходни за екзистенција. Кого лаже министерот за земјоделство Цветков дека требало да се менува законска регулатива? На лозарите овде им се доцнат субвенции, што досега по закон требаше да им бидат исплатени. И само прогласениот лидер на лозарите, Љупчо Аризанов, наместо да се богати на грбот на лозарите и за тоа да одработува сценарија на ВМРО ДПМН, тој веднаш треба да се заложи самиот себе си, луѓето да си ги добијат парите.
Основното општинско училиште Кирил и Методи ја организираа својата прва крводарителска акција. Хуманитарната акција е дел од планираните активности со кои училиштето оваа година одбележува 160 години воспитно-образовна дејност. Прва крводарителска акција организирана во основното училиште Кирил и Методи во Велес. Хуманитарната акција е дел од планираните активности со кои училиштето оваа година одбележува 160 години воспитно-образовна дејност. Како едно од најстарите училишта во Македонија, училиштето Кирил и Методи е познато по хуманитарните настани кои ги организира. Оваа година училиштето слави 160 години од своето постоење од воспитно-образовната дејност, на што е исклучително гордо. Јубилеј со кој што ретко кој би можел да се пофали, роден ден кој што претпоставувам исто така ретко кој би можел да го слави. И токму поради тоа следуваат низа на активности. Започнуваме од сега, иако званичниот ден е 24 мај, роден денот на нашето училиште. Велешани од секогаш ќе покажувале својата хуманост. Така беше и на оваа хуманитарна акција, каде заинтересираноста беше на високо ниво. Од Институтот за трансфузиона медицина очекуваат да се соберат вкупно 50 крвни единици. До сега има доста голем одзив, да кажам, еве нестрпливо чекаат крводарителите да даруваат крв. Значи и овој пат несебично ја покажуваат својата хуманост да дадат крв за да спасат нечи живот. Целта е една и единствена, да се дарува крв и да се спаси човечки живот, велат анкетираните велешани. Да спасиме нечи живот од хуманост и на детето да му направиме чест родителот да учествува во акцијата. Секако дарувам, зашто да не искористам барем и ќерка ми да биде задоволна. Училиштето Кирил и Методи, освен тоа што е познато по своите хуманитарни акции, е прогласено за едно од 8 најквалитетни училишта во Република Македонија. Крводарителска акција денеска беше спроведена во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Акцијата беше наменета за вработените од граничната полиција, а беа собрани 17 крвни единици. Успешна крводарителска акција денеска беше реализирана во регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Вработените од граничната полиција ја покажаа својата хуманост на дело. Акцијата беше спроведена од страна на општинската организација на Црвен крст Кавадарци во соработка со Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Ова е традиционална акција за дарување на крв со регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Од Кавадаречкиот Црвен крст велат дека крводарителските акции ќе продолжат и во наредниот период со оглед на потребата од што е можно повеќе крвни единици, особено во летниот период, зашто веќе е закажана следната акција за учениците од Средното земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Со издавањето на ловиштата под концесија се проценува дека нелегалниот лов на дивечот драстично е намален. Вања Лазарова замина во легендите. Незините песни и гласот остануваат да живеат и понатаму. Вести од Македонија. Нелегалниот лов на дивеч се проценува дека е драстично намален со издавањето на ловиштата под концесија. Земјава станува позната дестинација на светската карта за ловниот туризам, а дивокозите, дивите свињи, елените, муфлоните и еребиците стануваат препознатливи за македонските ловишта. Експертите велат дека нелегалниот лов е намален поради поголемата совесност и навиките кај ловџиите, високите казни и поголемото присуство на ловочуварските служби, формирани од концесионерите. Во земјава постојат 206 ловишта кои се дадени под концесија, а за 10 поради непочитување на обврските од договорот се води постапка за одземање на стопанисувањето од сегашните концесионери. Ловишта за крупен дивеч во Македонија се сите високопланински и рицкопланински терени, додека за ситен дивеч се рамничарските. Одржана комеморативна седница за Вања Лазарова. Зад себе остави музички опус кој ќе сведочи за богатиот македонски фолклор. Лазарова останува белег на македонската фолклорна традиција и емблем на македонската култура и националниот идентитет. Она секогаш во мојата душа ќе остане една прекрасна боја на изворната песна, што верувам дека многу потешко сега некои од младите
ќе може да ја повтори. Беше родена на 27 април 1930 година во селото Страцин, Кратовско. Извесно време работела во операта при Македонскиот народен театар, а била членка и на државниот ансамбл на народни игри и песни танец. За својот ангажман во областа на македонската традиционална музичка култура доби голем број на награди и признание, меѓу кои наградата 13 ноември за 2003 година од областа на културата и уметноста, наградата Златен дедал за животно остварување во областа на вокалната интерпретација од Естра, Универзитет за аудиовизуелни уметности од Скопје во 2009 година. Статуетка Мајка Тереза за остварување во областа на културата од Граѓанската асоциација Скопјанката Мајка Тереза во 2007 година, како и наградата за животно дело од манифестацијата Златна бубамара во 2009 година. Вања беше едно од последните, ако не и последниот трезор на македонското музичко наследство. Остане еден мал дел на необјавени акапела народни песни кои Вања ги сними и се надам дека во некоја прилика во иднина следните поколенија ќе имаат шанса да го чујат и тој материјал. Во 2014 година Министерството за култура на Република Македонија ја додели наградата 11 октомври од областа на културата, што истовремено значеше и статус на национален уметник од највисок ранг. Во 2016 година Македонската радиотелевизија во рамки на фестивалот Цветници на Вања Лазарова ја додели наградата за животно дело и придонес во афирмацијата на македонските музички вредности. Вања Лазарова почина на 12 март на 68 годишна возраст во Скопје. Параходот замина, легнала Ѓурѓа на равно гумно. Со маки сум се родила, се само некои од многуто македонски изворни народни песни што ги испеа Лазарова. Најголем дел се снимени во продукција на Македонската радиотелевизија. Најмалку 17 рудари загинаа откако паднал лифт со кој се превезувале во рудникот, јавува кинески медиум. Несреќата се случила во четвртокот во рудникот Донгор, а спасувачките екипи дури синоќа успеале да ги пронедат телата на загинатите. Кинеската полиција притворила двајца заварувачи поради наводно сериозно кршење на безбедносните прописи, а менаџерот на рудникот е суспендиран. Во продолжение останете вести од светот. Тројца осомничени атентатори самоубици планирале напад врз трговски центар во Германија со активирање на експлозиви што ги носеле во ранци. Осомничените планирале да извршат напад во трговски центар во градот Есен, поради заканата од бомбашки напад. Во текот на изминатиот викенд трговскиот центар беше затворен. Главен организатор на планираниот напад бил Имран Реме од градот Оберхаузен. Полицијата претпоставува дека 24-годишниот маж во текот на 2015 година отпатувал за Сирија преку Турција за да ја поддржи групата Исламска држава. Германските власти во саботата наредија трговскиот центар да биде затворен, откако полицијата го обезбеди комплексот. По проверките молот повторно беше отворен за посетители. Полицијата соопшти дека две лица кои биле приведени во истрагата за случајот во меѓувреме биле ослободени. Средбата меѓу германскиот канцелар Ангела Меркел и американскиот председател Доналд Трамп е одложена за петок 17 март поради снежната бура што се приближува на источното крајбрежје на САД. Потпаролот на Трамп Шон Спајсер изјави дека председателот одржал телефонски разговор со Меркел и се договориле за средбата. Инаку средбата беше закажана за денеска и е прва средба меѓу двајцата лидери од доаѓањето на Трамп на председателската функција. Утринава преовладуваше облачно време со локален дожд во западните и северните делови и со слаб снег на планините. Долж по Вардарието и во источните делови на државата дуваше умерен до засилен северен ветер, кој наместа достигнуваше брзина до околу 60 км на час. Температурата на воздухот се движеше во интервал од 7 до 14 степени. Во продолжение деталите.
Со временската прогноза го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Ви понатаму останете со програмата на К1. Пријатно!